Во продолжение разговорот со вториот кандидат за градоначалник на Центар, Мирослав Лабудовиќ од партијата Знам, поддржан и од ВМРО ДПМНЕ. Добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на 360 степени. На почетокот на емисијата реков, интересно е дека и вие и Герасимовски сте роден 1982 година, што значи имате 43 години и двајцата сте магистри. Вие конкретно сте дипломиран електроинженер и магистар по електротехника и комуникацијски информацијски се извинувам науки. Технологии. Во моментов заменик министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Ако се погледне вашата професионална биографија, таа е врзана речи си целосно за приватниот сектор. Од пред година и нешто сте на јавна позиција. Зошто некој што бил успешен во приватниот сектор, а така се опишувате себе си во биографијата, би се нафатил на јавна функција? Тоа не е само опишување во биографијата, туку тоа може да се види во биографијата мојот напредок во професионалната кариера, каде што почнувам како инженер и пред да влезам во политиката, веќе сум менаџер во една од странските компании, каде што го водам секторот на инженеринг, што всушност представува и мозокот на една фабрика, каде што треба да се организираат сите тие процеси. Јас сметам дека секој човек што искусен, со биографија квалитетна, што би добил повик да биде активен во политиката, да учествува со својот професионален претходно стекнат ангажман, да го имплементира во одредени процеси во државата, никој тоа не смее да го одбие. Зошто? Бидејќи сите имаме одговорност пред државата. Логиката е следна зошто ви го поставам ово прашање. Ако во приватниот сектор заработувате или може да се заработи подобро, зошто би дошле на јавна функција, каде ако ја практикувате на одговорен, транспарентен, отчетен начин, има одредени ограничувања? Примањата се една работа, одговорноста према државата е друга работа. Затоа го велам ова. Ако прифатите државна работа, мора да испочитувате до крај. Исто како во приватниот сектор. Повикот за да бидам заменик министер за енергетика, таму каде што и мојата бранша, енергетиката, таму каде што и имам и учено во тој сегмент и потоа работено, сметав дека треба да го дадам максимумот за да може да направиме респектибилна организација, почнувајќи од нула. Министерството за енергетика беше формирано со владата кога дојде ВМРО ДПМНЕ на власт заедно во коалиција со Знам и со Влен. И кога ќе го добиете тој повик, независно од платата, треба да учествувате и да го дадете својот максимум како што сте го дале претходно. Бидејќи јас пак ќе се вратам во тој свет кај што имам работено и созревано и напредувано. Бидејќи политичката позиција и функција е од времен карактер како што е и претходните работни места што сум ги имал. Во прифаќањето на ова заменик министерска позиција во енергетика има и семејно влијание. Мислам дека вашиот татко бил на одговорни позиции во минатото? Мојот татко е електроинженер, мојата мајка е доктор на науки, на медицински науки, двајцата се сега во пензија и одлуката беше јас да продолжам во тој дел бидејќи ми лежат сите тие технички науки. Да, татко ми на времето бил на сериозно високи позиции во електростопанство. Имаше тоа влијание, да речам? Апсолутно да. Нормално бидејќи секогаш работите доаѓаат од дома. Нели, кога живеете во еден систем, кога живеете со разговори дома за одредени проблеми во енергетиката и нормално кога имате дополнително искусен човек што може да ве насочи во некоја насока со сериозно, големо работно и професионално искуство. И тој ветер во грб секогаш е добре дојде. Вашата магистерска теза е поврзана со компаративна анализа на техноекономските параметри кај фотоволтаичната централа. Сакам само телеграфски да ми одговорите, има ли ЕСАП домакинствата да постапуваат фотоволтаици на покривите? Точно, да, има. Ние како министерство сега го променивме и го променуваме и правилникот, од 6 киловати ќе може да се инсталираат 10
или 12, не знам како беше последно. Нели е И се уште ЕСП многу скапа инвестицијата споредено со пред се цената по која што ЕВН ја откупува струјата која што од овие централи се враќа назад во системот. Тоа сега ако збориме за домакинствата, тогаш ЕСП е на позитива. За одредена број на години, во зависност колку вие дома трошите електрична енергија, се исплати. Добро и е да колкав е имате тој интервал? Од 7 до од 10? 7. До во ред тоа. После седмата година, вие де факто имате чист инкам на влез на средства. Не го балансирате. Тоа ќе ви Треба ли државата сепак да субвенционира можеби поголеми суми на некаков малку поинтензивен начин да го прави тоа? Државата во моментот субвенционира во рамките на Министерството за енергетика Пред се за домакинствата се зборува. За домакинствата. Да. Субвенционираме за ранливи категории 1000 денари за електричната енергија. Субвенционираме на лица со посебни потреби, лица со еднородителски семејства. Имаме пакет исто таков повик, исто повторно за субвенцирање на електрична енергија и најголемиот повик беше за инвертер клими, кај што има некако дупло добро. И намалени сметки за електрична енергија, и топол дом, и намалено загадување на воздухот. Моето прашање беше повеќе поврзано со фотоволтаичните централи. Фотоволтаичните централи во моментот како инвеститори, тогаш треба да се ставаат батерии за да биде исплатливоста подобра. Збориме за централи. За домакинствата, секојаш е добро дадено кој може да постави на кровот, бидејќи и така ја намалува оптеретеноста на мрежата и покомфорно го... Вие каде што живеете има фотоволтаични? Не, јас сум во зграда во центар, немаме услови. Меѓутоа, новиот закон за енергетика предвидува формирање на енергетски заедници, кај што може една зграда, две згради да направат фотоволтаична централа на крововите и со таа електрична енергија да користат и за сопствени потреби и да ја продаваат и тие средства да ги користат на пример за одржување на зградата. Од кога сте вие во политика, господин Лабудовиќ? Јас сум основач на Движење Знам за наша Македонија. Тоа е нашата политичка партија веќе скоро 2 години. А предходно сте член на СДСМ, така? Во предходно до 2014 година. На 70-тиот или 80-тиот конгрес, имавме конгрес за доверба на Зоран Заев. Тогаш јас бев од луѓето кои што бараше Зоран Заев да си замине, бидејќи мнозинството одлучи дека тој треба да остане. Јас одлучив дека концептуално ни се разликуваат гледиштата во однос како треба една политичка партија да се води. Бев тогаш член на Централниот одбор и си заминав со голема група на луѓе, што денеска делом од нив сме заедно во Движење Знам за наша Македонија. Значи идеолошки сте социјалдемократ, левичар. Јас сум левичар, да. И така и Движење Знам. Центар лево е политичката партија, така што да, левичарски се моите идеолошки постулати. Во однос на резултатите од првиот круг во Центар, дали сметате дека можевте подобро? Со оглед на тоа што завршивте со околу 2800 гласа помалку од првопласираниот кандидат Горан Герасимовски. Јас сум презадоволен од резултатите. Голема благодарност до гласачите на Центар, до членовите на Знам, до членовите поддржувачите на ВМРО ДПМН, кога дадоа гласот за мене. Презадоволен сум бидејќи јас од сите тројца кандидати влегов како непознат за јавноста и имав најкраток период за промоција. Први требаше граѓаните да ме запознат и после да ја промовираме нашата... Зошто тоа се случи, да ве прашам, бидејќи долго се зборуваше дека вие ќе бидете најверојатно кандидатот на Знам и ВМРО ДПМН во Центар, но вашата официјална промоција во кандидат стигна прилично доцна. Тоа беше коалиционен договор. Не само јас, имавме тројца кандидати во рамките на Знам, кои што беа ставени на некој вид на анкетирање, на сондажа, да се избере најдобриот кандидат. И тој процес траеше. Ние прв пат учествуваме на локални избори, го немаме таа, кажам, институционална меморија како што има другите политички партии за да можат брзо, лесно да влезат во процес на избори. И можам да кажам дека сум презадоволен од резултатите за мене, но можам и да кажам дека скоро 2/3 од излезените гласачи гласаа за промена
на тоа што се случува денеска во Таа центар. теза ја слушам и ќе ве прашам со аргументите на Герасимовски за да ги коментирате во тој дел, но прво сакам да ве прашам зошто имавте околу 2200 гласа помалку од гласовите што ги добија заедно листите на ЗНАМ и на ВМРО ДПМН во центар? Тоа е генерална анализа дека имаше во цела Македонија многу независни листи и тие зема околу 130.000 гласови, што е секако и некаков сигнал. Истото и во центар. Имаше шанса за центар, имаше и други листи каде што гласовите се дисперзираат. Вие не можете да натерате некако со сила да го даде својот глас. Ја гледа кампањата, ја следи, го гледа човекот и го дава во дадениот момент. Затоа велам, на првиот круг за промени во општина центар се изјаснија 2/3, скоро 2/3 од излезените. Да, Герасимовски се повикува на испитување на јавното мислење и вели дека гласовите во вториот круг нема да се распределат на начин на кој што вие зборувате дека ќе се распределат, туку дека грото од тие ќе одат на негово конто и дека ете тоа го покажуваат истражувањата на јавното мислење. При тоа вели дека ова што го зборувате во паника затоа што знаете дека тоа го покажуваат истражувањата на јавното мислење. Не е точно. Истражувањата се уште од почеток, каде што ги довојувавме, ние ги следивме. 60% од граѓаните во центар велат дека Горан Герасимовски не заслужува втор мандат. Тоа се тие истражувања ние што ги имавме. Дополнително, кога се надпреварувате од позиција на кандидат кој што ја брка позицијата, ние бевме тројца. Јас, Билјана Ивановска и Марија Среброва. И друго, четврт кандидат, актуелен градоначалник. Доколку актуелниот градоначалник беше добар, ќе победеше во првиот круг, кај што добивме мнозина од општините победија кандидати што се актуелни и победија во првиот круг. Значи, таа доверба на граѓаните кои што ја оправдуваат работата на актуелниот градоначалник. Во овој случај, пак ќе повторам, 2/3 кажаа не. Сакаме промени во центар. Тројца кандидати се дисперзира гласовите. Доколку граѓаните велеа да за Горан Герасимовски, во тој случај тој или ќе беше на 50% или плюс 50 и ќе го освоеше. Можеше ли истата логика да важи и за вас, како кандидат поддржан пред се од ВМРО ДПМН, дека можеби очекувањата требаше да бидат дека вие ќе бидете тој што ќе победи, со оглед на бранот во државата на голема победа на ВМРО ДПМН? Билјана Ивановска е многу квалитетен кандидат. Таа има сериозно портфолио позади себе и логично е да има сериозен број на гласови. Особено каде што работи во делот на корупцијата, а еден од проблемите за кој што може да зборуваме и сериозна индиција за сериозна корупција во општината Центар. Дополнително Марија Среброва доаѓа од левица како актуелен советник и ги има познавањата на проблемите во општината и доаѓа како позната на јавноста. Затоа ќе кажам, јас сум презадоволен во првиот круг, бидејќи луѓето треба да ве запознаат. Треба да оставите простор на запознавање. Јас тој простор го немам. Вчера ве видовме на еден настан со првенците на ВМРО ДПМН. Дали тоа беше обид да се покрие на некаков начин, да се демантираат гласините за тоа дека ВМРО ДПМН е целосно и баш не стои зад вашата кандидатура? Ние имаме коалиционен договор, како што ВМРО ДПМН не поддржува во Центар и во Куманово, така Движење Знам го поддржува ВМРО ДПМН каде што има своји кандидати за градоначалници во цела Македонија. Тоа е политичка агенда, кампања, каде што треба да се дружиме. Требаше да имаме. Вие чувствувате задршка некаква од страна на ВМРО ДПМН? Апсолутно не. Во првиот круг нормално беше, бидејќи немаше фокус по општини, него кампањата беше на цела Македонија. Сега во вториот круг неколку општини се останати кандидати на нашата коалиција заедничка и нормално фокусот е да биде таму и да биде проактивно дружењето и движењето во кампањата. Сакам да ве прашам и за поддршката што ја добивте од Влен, конкретно од Изет Меджити. Има одреден процент на гласачи албанци во општина Центар. Мене ме интересира со оглед на тоа што Изет Меджити го следи еден имидж на човек кој што
раководел општина или бил ментор на градоначалник кој што раководел општина, за кое што имиџот е дека е општина на многу дивоградби и општина во која што има проблематични легализации на дивоградби. Во таа смисла, дали поддршката од Изет Меджити ви помага или ви одмага? Ке кажам дека пак не истото. Ние сме партнери во владата. И нормално е да се поддржиме и на локалните избори. Како што се поддржуваме на централно ниво, движење знам и е коректив во владата, меѓутоа кога ќе дојдете да настапувате со поддршка, си ја давате безрезервно поддршката таму каде што треба да се даде и каде што може да се даде. Доколку Изет Меджити правел некои не популарни работи, до сега ќе бил санкциониран. Ние го ставаме тоа на разговор. Претходниот градоначалник не е веќе кандидат. Ако се огрешил, си лицето на правдата треба да излезе и институциите да се погрижат за тоа. Дополнително, Изет Меджити победи во Чаир. И тоа сериозно победи. Го победи Бујар Османи. Така што, доколку јавноста смета дека Изет Меджити не е добриот кандидат за градоначалник, дека Изет Меджити наштетил на општината Чаир, нема ли да го изберат? Јас не гласам во Чаир. Јас гласам во центар. И ќе гласам и во центар и за град Скопје. Не во Чаир. Луѓето што живеат во Чаир, граѓаните, одбрале Изет Меджити повторно да ја води општината. Советот на општината во центар е без јасно мнозинство. Таму најмногу советници има СДСМ 8, ВМРО ДПМН е 7, понатаму Левица има 3, вие мислам дека и независни заедно имате по 2 и Дом има 1, нема јасно мнозинство. Ако бидете избран за градоначалник, дали тоа ќе го сметате за хендикеп, како ќе се справувате со таа ситуација? Мојата природа е следна. Никогаш не ги оставам работите сами по себе да се решат. Пристапот кон решавање работите ги поставувате сите отворени точки на маса и ги почнуваме, ќе ги спроведеме сите оние програмски определби што ги имаат сите политички партии и независни, шанса за центар, ќе ги ставиме на маса. Тоа што ни се поклопува, тоа ќе реализираме веднаш. Бидејќи тоа ни е заедничкиот дел од програмите. Бидејќи доста ни се веќе партиски поделби. Ние со партиските поделби видовме што ни се случува изминатиот период на градот Скопје. Нефункционален систем. Наместо да се седне и да се разговара со чиста мисла, со добри идеја во интерес на граѓаните, само тоа е начинот за да може една институција да функционира. На Герасимовски не можеше лошо во тој дел, во досегашниот мандат, да речем. Исто така имаше комплициран состав на Советот, но некако излегуваше на крај. Секој се снаоѓа на свој начин. Затоа велам, јас ќе зборувам со сите и јас верувам, кога имате искрена намера, нема кој да ве обструира. Доколку правите непопуларни чекори. И Герасимовски му излегувале од Совет, и Левица, и шанса за центар, и ВМРО, кога имало спорни работи. Јас нема да го дозволам тоа. Пред Советот ќе се договориме, најчесто се спорни работи овие со дуповите. Тоа што не се случува денеска. Ние во моментот имаме мапирани 300 градежни локации. Во моментот. Брутална бетонизација. Пред вас во студиото беше Герасимовски, зборуваше за тоа дека дел од бројките кои што ги кажувате и вие и господинот Минчев дека не се точни, дека се многу помали, да речеме, бројот на издадени дозволи во последните 6 месеци дека е 34 и дека воопшто не е точно дека на издавање чекаат 80, туку дека се само 8 барања и дека се тоа јавно достапни податоци кои сте можеле да ги проверите. Има систем каде што не е доволно јасно, не е доволно јасен пристапот, не може скоро никој да го види. Информациите се такви дека во моментот се чекаат 80 и Герасимовски, како што до мене стигнуваат информациите, би сакал да го прашам дали е точно дека ги замолува инвеститорите да не почнат во овој период на градба, дека поминат изборите, а тоа јас ќе го нотирам во првата
недела од мојот мандат и ќе ги извадам сите тие градежни дозволи што се даени и што се во процес, бидејќи целиот тој систем мора да биде транспарентен, мора да знаат граѓаните дали нивниот комшија ја дал куќата за да се изгради зграда и да се во тек. Што може реално на тој план на урбанизмот да се промени во општина Центар? Дали нешто суштински на вистина може да се промени или работите се веќе отидени Се работи по стари предалеку? детални урбанистички планови, донесени на непопуларен начин во 2012 година. Значи, ако сакате да стопирате одредена брутализација, еден брутален пристап и агресивен во градење, ќе пристапите кон промена и носење на нови урбанистички Имаше еден планови. обид, видовме цел мандат беше потрошен со мораториуми и така натаму, на крај резултатот од тоа не беше баш многу позитивен. Кога имало стоп во одреден период и потоа повторно се издавани на ангро градежни дозволи. Со промената на урбанистичките планови можете да доведете одредени локации да се стопираат, да се избришат, колку што било претходно во минатото во претходникот на Герасимовски. Да се зачува јавното добро. Има одредени стекнато право не можете да го одземете. Тоа што го има некој стекнато, нема назад. Меѓутоа, во иднина можеме да ги стопираме сите тие процеси и да не биде толку брутално. Ние мора да центарот на градот мора да се развива. Имаме случај каде што во центарот на градот се уште има септички јами. Што не е во ред. Тој дел треба да се урбанизира. Имаме простори кај што стварно треба да ги урбанизираме. Тоа е различно од ова другото за што зборуваме. Но, меѓутоа не може да оставите септичка јама и извор на зараза во најстрогиот центар на градот. Тоа мора да се урбанизира на соодветен начин, со добра анализа на кој начин ќе се реализира. Вие не можете на една уличка тесна да изградите 50 згради, да ви се допираат балконите и сите да бидат среќни. Апсолутно никој не е среќен во тој случај. Што друго е најмногу најитно потребно на општина Центар во овој момент според вас? Добра организација во однос на хигиената. Не зборам ова сега што не се случува со собирање на смет. Зборувам не хигиената во маалата. Тоа што и треба на општината е комплетна дигитализација, каде што човек факторот ќе биде сведен скоро на минимум, бидејќи само така поголема следливост и транспарентност ќе имаат и граѓаните во сите процеси. Бидејќи секое барање треба да помине низ службите и тоа треба да има одредена дигитална следливост и да не се заборава во одредена фјока, каде што може да биде да предизвика сомнеж за корупција. Затоа дигитализацијата на општината е многу важна. Носење на нови, ревидирање и носење на нови урбанистички планови, сериозно многу, и дополнително да зборуваме за безбедноста. Бидејќи заборавивме на безбедноста низ годините. Имаме проблеми во училиштата, денеска видовме 2 или 3 паднати дрва пред основно училиште, Киро Глигоров. Пред 2 недели видовме како градежна машина го блокира влезот на едно од основните училишта и децата поминуваат под машината. И никој не се грижи за тоа. Како свесноста да ни е на многу ниско ниво. Во делот на сообраќајот и на паркирањето, што се вашите предлог решенија? Катни гаражи, монтажни гаражи и организација на сервисно стамбените улици. Катна гаража во Буњаковец, на местото на постоечката монтажна гаража во близина на Пестолоци. Таму би се организирало тоа цело паркирање, секоја кола што влегува во тој дел од градот да се паркира таму и да си плаќа нормално, а сервисно стамбените улици во Буњаковец, кои што веќе се преоптеретени и нема паркинг место, да бидат за граѓаните. Со добра анализа ќе процениме дали некои од улиците би биле, тие сервисно стамбени улици би биле со комбиниран начин, например од 7:30 наутро до 16:30 да се наплаќа тој период, а по 16:30 да биде за резидентно паркирање. Дополнително, долго најавуваната општинска зграда која што е влезена во ДУП-от уште 2012 година, мислам, таму се предвидено уште тогаш 300 паркинг места. Планот ни е да го оплемениме целиот тој простор на улица Михаил Цоков, коцката пред
пред општината и паркиралиштето Карши фонтана да бидат еден убав плоштад, значи да ги ослободиме тие улици, плоштадот го нарековме Феникс. Дополнително монтажни гаражи во Капиштец, во моментот тие да се продолжат од двете страни и дополнително монтажна или катна гаража, ќе видиме тоа е уцртано исто во ДУП-от многу одамна до функционерската зграда Карши нова железничка станица. Сакам да ве прашам сепак и за овој актуелен горлив проблем со собирањето на сметот во Скопје. Можеше ли владата, бидејќи сте ви член на владата, Да. можеше ли владата на систематски начин некако да се обиде да го реши тоа наместо еве да гледаме популистички, да речам, потези во овој кампански период? Претпоставувам дека во даден момент се прели чашата со целата оваа неубава работа што му се случува на Скопје. Или одговорноста за собирање на сметот е на комунална хигиена. Нешто се случува таму. Дали е, претпоставувам дека е недоволна грижа на камионите што го собираат сметот. Претпоставувам, не сакам да не влезам, кога ќе влезат соодветни институции да го прегледаат што е проблемот, ќе биде, верувам, транспарентно кажано во јавноста. Можеше ли владата да ги одземе ингеренциите на локалната самоуправа на ниво на Скопје во тој дел? Особено сега кога гледаме многу горлива ситуација. Поддршката што се доби од општините, од Кавадарци, од Штип, од Куманово, од Сопиште, доведоа до да го затвориме ова прашање дека знаете дека на тоа има забелешки, да речеме зошто Максим Димитриевски праќа камиони на Орце и на Лабудовиќ. Не праќа на Орце и на Лабудовиќ, тој прати да не само Орце, не само Максим, туку и Јорданов од Штип, и Јорданов од Штип, и од Кавадарци, значи ги пушти својата и од Битола, ја пушти својата механизација да го соберат сметот, бидејќи јавното претпријатие Чистота Куманово е лиценциран оператор за собирање на смет. Значи тој има право да го собере и го одложија отпадот во Дрисла со платени белешки. Дојдоа, помогнаа да не се шират заразите. Имавме проблем каде што дете беше каснато од Ставрац. Имаме сериозен проблем во градот. Значи таа дератизација, дезинфекција мора соодветно на правилен начин да се води. Од каде излегуваат окуглувци одеднаш? Значи, претходно во центарот на градот тие процеси не биле правилно спроведувани. Да беа правилно, немаше да ги имаме овие глувци, наезда на глувци, да се собираат околу отпадот и дополнително отпадот, нели, нормално е извор на сериозна зараза. Поддршката што ја добиваат. Сега се реагира зошто пратиле камиони, а кога, не дај Боже, во летниот период горат пожари, целата оператива од градовите на противпожарни возила се вклучуваат таму да помогнат. Моментот е деликатен затоа што е кампања и затоа што покрај тие камиони ги гледаме кандидатите на власта. Ако се вратам назад, мислам дека во Скопје може постоеле и друг пат вакви случаи каде што имало помош од други општини. Јас не би оставил во делот на кампањата, ќе беше лошо сите да седиме на страна и да не повикаме помош од таму каде што може, бидејќи малце работата се крена и на владино ниво. Привршуваме само уште едно прашање. Ако не бидете избран за градоначалник, ќе останете заменик министер? Јас ќе бидам избран за градоначалник, верувам во тоа, бидејќи влегов во оваа трка за да бидам избран. Да актуелниот градоначалник добро ја водеше општината, ќе победеше во прв круг и јас немаше да бидам кандидат. Воопшто. Јас верувам во победата и немам друга опција. Ќе бидам новиот градоначалник на општина Центар. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам многу. Почитувани ви